Добар ден на сите. Денеска сме во Охрид, македонскиот бисер, пример за македонската убавина. И имавме прилика да првично ја посетиме полициската станица за граничен надзор Охридско езеро, мислам дека се викаше така началник. При што во рамки на посетата констатиравме дека оваа година, во текот на 2024 година, од страна на полициските службеници се одземени вкупно 27 километри мрежа со која што се врши незаконски риболов и отприлика вкупно би дошло тоа околу 450 мрежи кои што се одземени од страна на езерската полиција и се лоцирани во рамки на соодветно складирани во рамки на соодветно место, зашто во иднина ќе треба да следи уништување на сета оваа опрема која што се користи за незаконски риболов. Ова особено го потенцираме заради тоа што еколошкиот криминал и како ќе биде битно во иднина да се фокусираме на негово сузбивање и во рамки на сите оние препораки кои што ги добиваме од Европската унија, еден од таргетите и основните пилари на кои што треба да се посветиме е борба против еколошкиот криминал. Поради ова давам значење и на сето она кое што е постапено од страна на езерската полиција и во иднина најавувам дека уште повеќе и посериозно ќе се бориме против овој тип на криминал, а секако со идната систематизација во рамки на Министерството за внатрешни работи ќе предвидиме и посебно оделение или оддел кој што ќе треба во рамки на оделението за организиран криминал да постапува со фокус особено на ова кривично дело. Потоа извршивме посета на ПСЗ, БПС, односно сообраќајната полиција во рамки на СВР Охрид, каде што констатиравме дека негде отприлика околу 200 сообраќајки се случаи на територија на општина Охрид. Нажалост имаме една жртва во рамки на овие 200 сообраќајни незгоди кои што се случајни и отприлика тоа би требало да е за 50% намалување во сооднос со 2023 година. Во иднина ќе се фокусираме исто така особено во овој дел, во делот на посветување на соодветни човечки ресурси, посветување на соодветни технички ресурси, се со цел да можеме посоодветно да се бориме против сообраќајниот хаос кој што го има на територија на Македонија, секако и на територија на СВР Охрид. Така да ова треба да е исто така еден од таргетите и фокусите на Министерството за внатрешни работи во иднина. И особена чест ми е да ја информирам јавноста дека овде сме заедно со полициските службеници од Република Србија. Во рамки на посетата која што ја остварив во Република Србија кај колегата Дачич, тогаш договоривме да имаме 4 полициски службеници кои што во рамки на летната сезона ќе дојдат во Охрид, затоа што знаеме дека имаме доста голем број на туристи од Република Србија во Македонија и во Охрид, така да огромна благодарност до полициските службеници за нивниот ангажман. Ми информираа дека поминале доста професионален период овде, за среќа немало потреба од посериозен ангажман во делот на сторување на кривични дела и борба против криминал, за што сум особено радосен, но ова е добра пракса. Они беа сега овдека негде околу 2 недели, ќе гледаме другата година да се зголеми тој временски период, да опфатиме целата сезона во Охрид. Исто така сакам да потенцирам дека заклучно со вчера имавме и полициски службеник од Република Албанија кој што беше на територија исто така на СВР Охрид, при тоа во рамки на градот Струга. И исто така сме задоволни и со соработката со полициските службеници од Албанија. Имавме 2 полициски службеници. Тие беа подолг временски период, негде отприлика околу 2 месеци на подрачјето на СВР Охрид, така да начално можам да оценам дека оваа оперативна акција, така да наречем оваа соработка која што имаме со нашите соседи се покажува како исклучително успешна. Имаме наши полициски службеници кои што исто така ги праќаме на територија на Република Црна Гора. Во иднина ќе гледаме ги имало и на територија на Република Хрватска. Оваа соработка е многу добра и се надевам дека во иднина ќе и зголемиме и ќе биде опфатена во текот на целокупната сезона.